Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. За една недела почнува пописот во Република Македонија. Дали ќе се попишите? Не е моје да ви кажам, почитувани гледачи. Јас можам да говорам во моје име. Јас сум се попишал на сите пописи во Република Македонија. Се попишав и на пописот 2011 година, кој беше неуспешен, кој беше прекинат и кај што пописните материјали во вредност некаде од 7 до 8 милиони евра се изгорени во Дрисла. Има кривичен случај, има кривична пријава, има случај кој има отворено специјално јавно обвинителство и на тој попис имам попишено. Ќе се попишеме нови попис. Нема да ви кажам што треба да правите, бидејќи тоа е ваша работа. Вие сте доволно свесни и доволно зрели да можете да носите самите одлука. Јас донесов моја одлука. Не е донесена сега, донесена е пред 30 години. Секој се попишувам. И кога ме попишал татко ми и мајка ми, и кога сум станал полнолетен, и кога можам сам да се попишам. Јас ќе се попишам нови попис. Има луѓе кои јавно кажуваат дека нема да се попишат. И имаат право тоа да го направат. Легитимно е да не се попишат. И слушам власта или директорот на државната статистика вели ќе ги казнуваат тие луѓе. Па нема поголема глупост од тоа да им се заканувате на луѓе кои не сакаат да се попишат, дека ќе ги казнувате. Па пописот не е работа на страв, пописот е работа на срам. Вие не треба да се попишете бидејќи ви е страв дека некој ќе ве казни. Вие треба да се попишете бидејќи ви е срам дека ако не се попишите, бројот или процентот на македонци во Република Македонија, на пописот во Република Македонија ќе биде многу помал отколку што е реалната бројка. Затоа заборавите ги тие приказни дека ќе казнувате. Бидејќи не постои поголема глупост вие да им се заканувате на македонците или на останатите граѓани кои живеат во Република Македонија дека ќе ги казнувате ако не се попишат. Пописот е работа на патриотизам, но не на патриотизам од 19 век, туку на патриотизам од 21 век. Модерната форма на патриотизам подразбира друг начин на комуникација на граѓаните со државата и во еден и во друг правец. Затоа државата да престане да им се заканува на македонците и на граѓаните дека ќе ги казни. Таа треба да ги убеди дека треба да се попишат. Таа треба да ги убеди дека тоа е патриотизмот. Таа треба да ги убеди дека можеби власта е лоша, можеби живеачката е лоша, но тоа што ние треба да го направиме, да знаеме како таа држава да ја крепиме, а не ние, државата која и така клекната на колена, дополнително да ја туркаме во калта. Ние имаме две мајки. Една мајка која е народила и државата која е наша втора мајка. Таа наша втора мајка некогаш може да не сака, а може да не сака. Може би да има пари и да нема пари. Може да се грижи или да не се грижи за нас. Меѓутоа ние немаме друга мајка. Едната мајка не родила, едната мајка каде што сме родени, тоа е Република Македонија. Ако се откажиме од едната и од другата мајка, не можеме да најдеме маќа, но таа никогаш не може да има таа љубов кој ние имаме према неа и таа има кон нас. И суштината на тој однос мајка и дете, мајка и керка, мајка и син, син и мајка или керка и мајка, тој е незаменлив однос, почитувани гледачи. Ние можеме да сме љути, можеме да сме бесни, можеме да сме гневни, можеме да сме разочарени и имаме право тоа да бидеме. Но во моментот кога ќе решиме да се откажеме од нашата мајка, ние се откажуваме од нашата есенцијалност, од нашата поврзаност со нешто што е свето, со нешто што е трајно. Се губи тој синџир на она нашо минато, сегашно иднина. Пописот, може би вас не ви се чини дека има таа драматика и таа демензија. Меѓутоа пописот во моментов е нешто каде што се крши државотворноста на Република Македонија. Све после овој попис ќе биде поинаку во Република Македонија. Ви имате право да сакате да падне Заев, да падне Оливер Спасовски, да падне Радмила Шекеринска, имате право да сакате да падне Мицковски, значи имате право се. Немате право да си играте со еднината на Република Македонија. И треба да размислите дали вие со вашите одлуки помагате или одмагате на Република Македонија. Тоа е суштината, тоа е поентата на вечерашната емисија. Тој патриотизам, тоа не е работа на реклама, почитувани гледачи. Тоа не е прашање вие ќе земете некоја знаме од варгина, ќе опнете фотографија на Facebook и вие сте големи македонци. И потоа ќе одите и ќе земете бугарски пасоши. И потоа ние, поради тоа што вие сте земале бугарски пасоши, ќе се срамиме ко Каракачанов или Захариева ќе ни речат или ќе ни го трљаат носот,
кажувајќи дека во Република Македонија живеат 120.000 бугари. И ние знаеме дека не живеат 120.000 бугари. Меѓутоа наведнуваме главата поради тоа што вие сте земале бугарски пасош. Јас ве разбирам дека ви е вас тешко, дека немате можеби пари, дека немате можеби екзистенција. Меѓутоа ги разбирам и сите други луѓе кои ја веднат главата пред оној Каракачанов или она Захариева, кога тие ни тријат по нашиот нос дека има 120.000 бугари во Република Македонија. Гледате, тој патриотизам вие така го разбирате. Ке се иститовирате тука со знамето на Вергина, ке земете во раце знаме на Вергина, ке опнете 4 пива и вие сте големи македонци. И така како големи македонци, ке го бойкотирате пописот, а ке земете бугарско државјанство. И правите таква штета на Република Македонија, дури не сте ни свесни која штета ние трпиме. Ние не можеме да трпиме толкова штета од албанците, од србите, од грците или од бугарите, колку што можеме да трпиме штета од македонците, кои Република Македонија ја доживуваат ко поштенско сандаче, каде што некој ќе им стави вработување, ќе им стави пари, ќе им стави привилегии, но никако обврски. Односот кон државата, љубовта кон државата е двосмерна улица, давање и зимање, некоше повеќе давање, помалку зимање. Меѓутоа во ниту еден момент, почитувани гледачи, не можеме да се откажеме од тој однос. Ако се откажеме од тој однос, ние се откажуваме од тоа што е нешто најсвето, а тоа е семејството и тоа е државата. Јас сум живеел во 2 држави, почитувани гледачи. Не сакам да живеам во 3-та држава. Значи, животот ме натерал, сум живеел во 2 држави. Едната се викаше Социјалистичка Федеративна Република Југославија, втората се вика Република Македонија. И ке се вика цел живот Република Македонија, бидејќи јас никогаш нема да прифатам дека се вика Република Северна Македонија. И во таа Социјалистичка Федеративна Република Југославија, јас се чувствував гордо. Јас ја сакав таа држава. Јас бев подготвен да се борам за таа држава. Во ЈНА и Југословенската народна армија ја заминав непосредно пред распадот на поранешна СФР Југославија. Сите ние гледавме дека ќе се распадне СФР Југославија. Јас знаев дека ќе се распадне СФР Југославија. Само слеп човек тоа не го гледаше. И повторно заминав да служам војска. Можев да не одам да служам војска. Можев да чекам да се распадне државата и никош да не служам војска. Меѓутоа тоа е однос кон држава. Кога вие живеете во одредена држава, вие не ја мрзите таа држава, бидејќи ако ја мрзите таа држава, тогаш тоа е патологија. Тогаш тоа е случај кој мора да биде прекинат, бидејќи омразата води кон фрустрации, а фрустрациите водат кон одредена експлозија на емоции, на чувства кои се опасни и застрашувачки за двете страни. Значи, велам, живеам во 2 држави, двете држави ги сакав. Значи, јас не можам да речам ја сакам Република Македонија, а не сум ја сакал Југославија. Ја сакам и Југославија, сум ја сакал, ја сакам и Република Македонија. Јас сум горд што живеам во тие 2 држави. Зошто? Бидејќи тука сум се родил, тука сум се школувал, тука сум се вработил. Многу пати не ми било дадено тоа што го заслужувам, многу пати не сум дал тоа што требало да го дадам. Меѓутоа тоа е давање и зимање. На крајот на животот, кога се подлече црква, односно ние сме на нерешено нееднакво, сме дале толку колку што сме добиле. Тука нема ни зимање, тука нема ни делење. Таа љубов не е работа на нешто што вие го тргувате. Или го имате, или го немате. Јас сум имал и кон Југославија, и кон Република Македонија. Кога сум ја сакал Југославија, не сум бил помалку македонец. Сега кога сум голем македонец, не значи дека сум бил мал југословен или некој кој живее во таа Југославија. Во државите во кои живееме, ние мораме да живееме и да ги сакаме. И неколку живееме не стрикно во одредени држави, толку да живеете не стрикно во одреден брак. Кога живеете не стрикно во одреден брак, создавате нестрикни фамилии, нестрикни потомства, нестрикно наследство, деца кои се фрустрирани, деца кои не може да се снајдат во животот. Таква работа не ви треба ни вас, не и треба ни државата. Затоа, ако ја мрзите државата, или ако сметате дека државата не направила доволно за вас, најдите начин да се смирите со државата, но немојте да ја казнувате. Кога вие казнувате државата е уште послаба, тогаш таа повеќе ве казнува вас. И во тоа взаимно казнување, вие и државата на крај ќе ве нема ниту вас во Република Македонија, а нема да постои ниту Република Македонија. Јас имам 2 деца, почитувани гледачи. Едното има 7 години, едното има 1,5 година. Едното оди прво оделение, второто оди во градинка. И која беше најголемата паника, најголемиот страх од корона, ја знае дека моите деца ќе одат на настава, на физичка настава. Не дека мене не ми е страх од корона, не дека мене не ми е страх за моите деца или моите родители да не бидат заразени од корона, меѓутоа знаев дека седењето дома, онлайн настава е многу поштетно за идните генерации, за моите деца, отколку одењето во школа или одењето во градинка. Имав одлучено и кога беше најголемата паника, што ќе биде со короната, што ќе се случува, како ќе се случува, и по цена на моје заразување децата да ми одат во школа и во градинка. Бидејќи тоа е суштината. Ви треба да направите проценка.
ви треба да донесете одлука. Кога носите одлука, таа одлука не треба да биде 100% позитивна или 100% негативна. Бидејќи тоа е најлесно во животот. Кога носите одлука, ги мерите добрите, ги мерите лошите страни. Така е со пописот, така е со короната, така е со онлайн или со физичка настава. Зрел човек ги согледува сите аспекти и носи одлука. Кога ја носи одлуката, таа одлука треба да биде оптимална одлука, не само за него, туку за средината во која живее. Дали е тоа семејството, државата, се едно. Многу е битно, кога ќе донесете одлука, да знаете дека сте донеле вистинска одлука, а не дека сте донеле одлука со емоции или одлука под притисок на страв или омраза кон некој, кон ВМРО ДПМН или кон СДСМ, се едно. Тоа е моја обврска. Моја обврска како син, како родител, како државјанин на Република Македонија, како човек кој секоја недела го гледа 200.000 луѓе, кој човек кој има огромно влијание врз јавноста, врз јавното мислење. И кога кажам одредени ставови, јас сум свесен за тежината на мојот збор, и за доброто и за лошото, и тоа што ми носи бенефити, и тоа што ми носи проблеми. Тоа е животот, почитувани гледачи. Да носите одлуки, да знаете да носите одлуки, да не бегате, да не се криете од одлуките. И кога ќе донесете одлуки, со горда, со крената глава да кажувате дека сте донеле одлуки. Бегањето на никој не му донел ништо добро. Бегањето само ги пролонгира разврските, само ги пролонгира проблемите. Вие на крај повторно морате се сочите со истите проблеми, но нерешените проблеми денес, за една, за 2 или за 5 години станат уште поголеми проблеми. Проблемите нема да се решат по принципот на Скарлет Охара. Денес сум уморна, ќе легнам да спијам, утре кога ќе станам, тоа е прохујало с вихором, утре кога ќе станам ќе бидат решени проблемите. Не, нема да бидат решени проблемите. Ќе станат само поголеми. А вие, ако сте научени еднаш да бегате, ќе бегате цел живот. Тоа е суштината. Еден момент, во една секунда, вие ќе мора да се исправите пред проблемите. Да почнете да ги решавате проблемите. Кога ќе почнете? Па подобро денес, отколку за 2 години. Јас нема да ви кажам, почитувани гледачи, што да правите. Дали да излезете да се попишете, дали да не излезете да се попишете. Дали да не отварате врата или да полюбат врата тие што треба да ја попишат, како што вели Димитар Апасиев. Бидејќи тоа не е работа, не е моја работа како новинар. Јас еднаш имам кажано што треба да правите. Тоа е во емисијата 2011 година за Никос Грујос. Изгрешив. Тоа нема да се повтори. Еднаш реков што треба да правите, еднаш ви кажав како да гласате на изборите и тоа е голема грешка. Тоа не е работа на новинар. Тоа го направив тогаш 2011 година и нема да се повтори никош, затоа ни сега нема да ви кажам што да правите, дали да се попишете или да не се попишете. Јас ќе се попишам, а вие, тоа е ваша одлука. После 2011 година, значи на сите избори, после изборите, после парламентарните избори 2011 година, јас гласам со неважачкото ливче. Излегом на избори и гласам со неважачко ливче. И не верувам дека во блиска иднина тоа ќе се смени, почитувани гледачи. Дека во блиска иднина ќе се јави политичка партија или политички субјект кој ќе ја заслужи мојата доверба. Не дека јас сум нешто посебно, не дека сум јас нешто специјално. Едноставно немам верба во политичките партии. И не сакам да гласам за политички партии. Не сакам да гласам за сегашните политички партии. Во тие 20 години, помеѓу 1991 и 2011 година, јам гласано за 4 или 5 политички партии. Не сум гласал никогаш во животот само за една политичка партија. Бидејќи сум гласал за оние политички партии кои сум сметал дека може да донесат нешто добро на Република Македонија. Кога видов дека се сите исти, дека никој од нив не носи ништо добро за Република Македонија, од 2011 година, значи изминатите 10 години, излегом на сите избори и гласам со неважачко ливче. И во блиска иднина тоа нема да се смени, бидејќи не верувам дека ќе се појави политички субјект кој ќе може да ја заслужи довербата, да му биде дадена таа доверба и да може да направи нешто за Република Македонија. Да се вратиме на пописот, почитувани гледачи. Ова чаша полна со вода е бројот на албанци во Република Македонија. По тој број на албанци во Република Македонија, влегуваат албанците кои се родени во Република Македонија и живеат сега во Република Македонија. Тамо се албанците кои се родени во Република Македонија, а не живеат сега во Република Македонија. Дали се во емиграција во Швајцарија или Швицарска, дали во Данска, дали во Германија, Франција, од таа страна на Атлантикот, се едно. Во оваа бројка на албанци во Република Македонија се албанците кои не се родени во Република Македонија, но живеат во Република Македонија и добиле државјанство во Република Македонија. Дали се родени Косово, Албанија, се едно. Значи ова е вкупната бројка на албанци кои живеат, односно потекнат од Република Македонија. И тоа е суштината на пописот. И тоа е суштината за да може да разберете за што станува збор. Јас ќе се обидам да ви објаснам зашто постои поделба на 3 категории, а тие 3 категории се следни. Албанци, односно жители кои живеат и се попишуваат во Република Македонија.
жители кои потекнат од Република Македонија, но не се присутни подолго од една година на територијата на Република Македонија, и во ова чаша, во ова бројка влегуваат луѓе кои живеат во Република Македонија, немаат државјанство на Република Македонија и може да бидат попишени. Ајде да се обидиме според Архимедовиот закон да ви објаснам за што всушност станува збор. Вие читате од медиумите, почитувани гледачи, дека масовно во Швајцарија и во другите држави кај што живеат албанци дека тие се попишуваат. Дека македонците во диаспората не се попишуваат, меѓутоа албанците во диаспората се попишуваат. И тоа многу едноставна операција. Тие се пријавуваат, добиваат одредена лозинка или одреден паспорт и онлайн се попишуваат. И така, бројот на попишани во Швајцарија изнесува некаде околу 45.000, споредено со македонците во Австралија кои изнесува некаде околу 2.000, тоа е енормна разлика. Значи, албанците, врз база на сите податоци кои доаѓаат сега од диаспората до нас во Република Македонија, на овој попис онлайн албанците се попишуваат многу повеќе споредно со македонците кои живеат во диаспората. Тие добиваат лозинка, значи добиваат паспорт и се попишуваат. Го внесуваат својот матичен број. Ако нивниот матичен број е грешен, е невалиден, ако е поништена личната карта, ако е неважачка личната карта, тие ќе се попишат, но ќе бидат ставени во пасивна графа. Графа на пасивно попишени. И нивниот број нема да учествува во бројот на тие што се попишени во диаспората и тие што ќе бидат попишени во Република Македонија. Зошто? Бидејќи матичниот број е веќе невалиден, неважечки, нема да бидат отфрлени да не бидат попишени, меѓутоа во моментот кога ќе бидат попишени, ќе бидат ставени во графа на пасивно попишани, односно тоа ќе бидат неважечки ливчиња или неважечки попишан материјал. Значи, вие ако имате невалидна лична карта, ако имате лична карта која ви е истечена, лична карта која имате погрешен број или лична карта која е изгубена, и се обидите да фалсификувате на фалсификат начин да бидете попишени, вас ќе ви биде дозволено да се попишете, меѓутоа вашиот попис нема да биде броен, ќе биде пасивно попишување. И тоа ќе биде отфрлено од системот. Значи, системот нема да ве блокира да не се попишувате, бидејќи на тој начин вие ќе почнете да правите реклами, ќе почнете по социјални мрежи, да кревате халабу, ке ве не ми дозволуваат по ова ваква држава, по онаква држава. Не, државата ќе ви дозволи да се попишете, вие ќе се попишете и вашиот подпис нема да се важи. Зошто? Бидејќи е нелегитимен и е неважечки. До сега, значи до пописите 2011 година, вклучително пописот 2003 година и пописите пред 2003 година, нашите жители кои се родени во Македонија, без разлика дали се албанци, македонци, срби, било кои што родени во Република Македонија, а емигрирале од Република Македонија, не може да се попишуваат во диаспората. Може да се попише само ако се присутни во Република Македонија, односно да не се отсутни подолго од една година. Сега, законското решение или законските решенија дозволуваат да има 3 графи на попишување. Македонци или државјани на Република Македонија, македонци, албанци, срби, така натаму, кои се присутни на 31 март 00 часот, значи 31 март, кога преоѓа кон 1 април, значи во 00 часот, тоа е критична точка, тие што се присутни во Република Македонија се попишуваат во Република Македонија. Тие што се отсутни од Република Македонија се попишуваат онлайн. И има трета графа, луѓе кои немаат македонско државјанство, се затекнати на територија на Република Македонија и се попишуваат во Република Македонија. Значи, тоа е таа тројна структура, тоа на што ве буни. Прв пат на пописот 2021 година, тие што се родени во Република Македонија, што има државјанство на Република Македонија, што не се присутни во Република Македонија, што значи дека се отсутни подолго 12 месеци, и ако дојдат на годишен одмор нема да им се брои и нема да им се смета дека биле присутни во Македонија изминатите 12 месеци, тие македонци или тие државјани на Република Македонија ќе може да се попишат онлайн. Добиваат лозинка, добиваат паспорт и може да се попишат. До сега тоа не беше случај. Зошто тоа е направено? Бидејќи некој седнал и видел зашто пропадна пописот 2011 година. Тоа е, значи, таа меѓународна заедница. Тоа се американците. Седнале и виделе зашто пропаднал пописот. Пописот 2011 година пропадна, бидејќи Мујо, Хасо, Дарко, Фата, сите кои се родени во Македонија, а живеат во Швицарска, живеат во Данска или било каде, не се присутни Македонија, ама некој братучет, нивни брат Сулјо, Дарко, Мујо или Хасо, ги попишуваат во Република Македонија, ги попишуваат во Шилковица, ги попишуваат во Радовиш. И ки испаднеше дека во Македонија живеат 3 милиони жители, албанци и македонци. Така пропадна попис од 2011 година. За да не се случи попис од 2021 година пропадне, некој од таа меѓународна заедница седне и вика, што е клучниот проблем? Клучниот проблем е што се попишат луѓе кои не се присутни во Македонија, ги дават личните карти и ги попишат луѓе кои се присутни во Република Македонија и прават кривично дело. Да не се случи тоа, да неме повторно пропаднат попис, да неме повторно фалсификат на пописот. Овие луѓе кои не се во Република Македонија, ќе бидат попишени онлайн.
Тие кои се во Република Македонија, ќе бидат попишени во Република Македонија. Тоа е суштината на статистичката операција наречена Попис 2021 година. Ако не сте бегале на часови по физика, го знаете Архимедовиот закон. Тело потопено во вода тежи толку колку што ќе може да исфрли вода од чашата или посудата каде што се брцнува телото. Например, ако албанците не се попишуваат во диаспората, ќе имаме оваа операција. Ова е број на албанци кои се попишуваат во Република Македонија. Значи, ве велам, до 2021 година албанците не може да се попишуваат онлайн. Сега гледате дека албанците масовно се попишуваат во Америка, во Канада, во Франција, во Швајцарија и така натаму и така натаму. Значи, ако албанците не се попишуваат во диаспората, некој ќе ги попишуваше од 2011 година во Република Македонија. Тоа е Архимедов закон. Значи, бројот на албанците во Република Македонија попишени не се менува, бидејќи телото кое вие го пикате во бројот на вкупниот број албанци во Република Македонија не менува ништо од суштината. Сега имаме промена, сега сме 2021 година. Ова е бројот на албанци кои се попишува надвор од Република Македонија. Ова е бројот на албанци кои се попишува онлайн. Гледате што сега се случува, да трна малце тука да не направиме берба, да не направиме некоја белја. Гледате што сега ќе се случи кога бројот на албанци кои се попишуваат онлайн надвор од Република Македонија, вие ќе го пикнете во телото на албанци кои живеат во Република Македонија. Истекува. Ова е бројот на албанци кои ќе се попишат сега во Република Македонија. А ова е бројот на албанци кои онлайн се попишуваат. Колку повеќе албанци се попишуваат во диаспората и онлайн, толку помалку албанци се попишуваат во Република Македонија. Тоа е суштината на пописот, почитувани гледачи. И наместо вие да бидете добитници ко македонци, со глупа политика, со глупа стратегија, од добитници сакате да станете губитници на пописот во Република Македонија. Тоа е Архимедов закон. Значи, бројот на албанци се намалува попишени во Република Македонија за бројот на албанци кои се попишуваат во диаспората. Колку повеќе албанци се попишуваат во диаспората, толку помалку албанци се попишуваат во Република Македонија. Тоа е суштината. И повторно лекција од физика. Мујо, Хасо, Дарко, Фата, небитно. Не можат во исто време да бидат на две различни места. Тоа е закон на физика. Дали сте бегали од часови по физика или сте присували на часови по физика, се едно. Тоа е закон на физика. Во исто време, еден човек, едно тело не може да биде на две различни места, што ќе речи. Во исто време, еден човек, според матичен број, не може да се попише во Република Македонија и во Република Швајцарија. Всушност може да се попише еден човек, но со два различни матични броја. Но тоа е фалсификат. Тоа значи дека Оливер Спасовски ќе треба да штанца нови лични карти со различни матични броеви и еден Дарко, Мујо или Хасо, со еден матичен број да се попишат у Швицарска, а со еден матичен број да се попишат во Република Македонија. Но ако тоа го направи Оливер Спасовски, тога за 2, 3, 4 или 5 години, кога ќе се смени власта во Република Македонија, а може би и сегашната власт, ќе го земи и ќе го прати да свири клавир, заедно со Орце Камчев и со Сашо Мјалков. Значи може еден исти човек да се попише во Швајцарија и во Македонија, ако Оливер Спасовски штампа лични карти. Но ако тоа го направи Оливер Спасовски, тогаш многу брзо ќе научи да свири клавир. 30 години, почитувани гледачи, значи 30 години нема дебата, нема политичка анализа, нема рогенден, прослава, забава со пиво или со Кока-кола, каде што се разговара за политика, и на крај да не се дојде до заклучок дека нашиот проблем е што немаме стратешки сојузник, што немаме стратешки партнер, кој во клучни моменти ќе ни помогне. Еве сега ни се јавува стратешки партнер, имаме стратешки сојузник, не вели направете вака попис, и вака македонците ќе бидат повеќе од 70% на пописот во Република Македонија, и ние се однесуваме како Рамос на Европското првенство или на Светското првенство во фудбал, му дава да шутира пенал, и наместо да ја пласира топката, тој ја зашутирува топка на 10 метри над голот. Тоа сме ние. 30 години плачеме дека немаме стратешки партнер, дека никој во историјата не ни помогнал, дека ако нас ни помогнале како на Србија, Грција, Бугарија, ние сме направиле држава. Не е точно. Еве сега ни помогнуваат и ние се однесуваме како Рамос во фудбал. Ни дава да шутираме пенал и ние 10 метри над голот шутираме топката. Тоа е македонскиот хендикеп. Тоа е суштината на тоа македонско проклетство. Во моментот кој имате шанса вие да поентирате, да победите, вие правите се за да изгубите. Гледате, почитувани гледачи, видите таа филозофија на американците. Значи, може мене да ми се помили кинезите, може да ми се помили русите, значи тоа е небитно. Значи, јас рационално размислувам. Рационално кога размислувам, гледам да можам да добијам се она
што можем да го искористаме таа сила која е супер сила број 1 денес во светот. Дали тоа ќе биде така за 5 или за 10 години, јас ќе размислам за 5 или за 10 години. Сега треба да го направиме тоа што треба да го направиме во интерес на Република Македонија. Гледате како функционираат американците. Значи целата она структура, она демократска Соросова структура, седна и генерализираше резултатите на изборите 2016 година. И свати дека преку лажни вести на Твитер, преку неизлегување на нивните гласачи и членови, Доналд Трамп победи на тие избори. Иако имаше 1 милион гласови помалку од Хилари Клинтон, сепак успеа да победи да стане нов американски претседател. Седејќи и размислувајќи, тие требаше да дојде до одредено решение, а тоа е како нивните гласачи да ги натераат да гласат. Бидејќи тешко е вие да ги извадите од дома, тогаш тие направија одредена пандемија и врз база на таа пандемија, тие луѓе кои се симпатизери на Демократската партија не мораат да излезат на гласачките места, бидејќи е карантин, бидејќи е пандемија, туку може да гласат од дома. И тие се тие гласови кои се пратени по пошта. Така изгуби Доналд Трамп. Да не беше пандемијата, да не беше гласањето онлайн, со испраќање по пошта на тие гласови, Доналд Трамп ќе беше претседател на Соединетите американски држави. И сега ваш избор е дали сакате да завршите ко Доналд Трамп или не сакате да завршите ко Доналд Трамп. И кога ќе пребројува рачно тие гласови, видува дека и рачното пребројување одговара на бројот на гласови испратени по пошта. Нема фалсификат, нема разлика, има само стратегија. Седнале, анализирале и виделе како да победат. Вие тоа не го правите. Вие седнувате, анализирате и правите обратно тоа што треба да го направите. Ваш е изборот. Ќе бидете Доналд Трамп или ќе бидете Џо Бајден. Ако сте Трамп, ќе се фалите дека сте победиле, а ќе бидете губитник. Ако сте Бајден, ќе ве напаѓаат дека сте губитник, а вие сте претседател на Соединетите американски држави. Ваш е изборот, почитувани гледачи. И тоа е суштината на пописот во Република Македонија, почитувани гледачи. Има 3 графи. Македонци, државјани на Република Македонија, македонци, албанци, срби, роми и така натаму, кои на 31 март се затекнати на територија на Република Македонија. Може да се попишат, а и не мора да се попишат, ваш е изборот, но тоа е едната графа. Втората графа е македонци, албанци, роми, турци, кои се со потекло од Република Македонија, кои имате емигрирано, ќе се попишат во диаспората онлайн. И третата графа или третата група, тоа се луѓе кои не се државјани на Република Македонија, а на 31 март се затекнуваат на територија на Република Македонија и ќе бидат попишени во Република Македонија. И тоа вие не го разбирате или ви прави одредени проблеми. Постои разлика помеѓу луѓе кои се попишени во Република Македонија и луѓе кои се државјани на Република Македонија. Постои разлика помеѓу книгата на државјанство и бројот на луѓе кои по пописот се попишени во Република Македонија. Секогаш бројот на луѓе со државјанство е поголем од бројот на луѓе кои се попишени во Република Македонија. Затоа во Република Македонија има 1,8, 1,9, сега можеби 1,5 милиони жители кои живеат во моментот во Република Македонија, а во книгата на државјанство има 2,3, 2,5, 2,6 милиони македонски државјани. Изборниот список не се прави во согласно со луѓето кои се затекнати на 31 март на територија на Република Македонија. Изборниот или избирачкиот список се прави врз база на книгата на државјанства. Затоа ние можеме да дојдеме сега во ситуација на избирачкиот список да имаме 1,8 милиони избирачи или 1,9 милиони избирачи, а на пописот да ни се јава дека во Република Македонија има 1,5 милиони, 1,6 милиони македонци кои живеат во Република Македонија. Зошто? Бидејќи избирачкиот список се прави врз база на книгата на државјанства, а не врз база на пописните резултати 2021 година. Тоа е суштината. Вие секогаш ќе имате повеќе државјани на Република Македонија, отколку македонци, албанци, турци, роми кои живеат во Република Македонија. Зошто? Бидејќи тие емигрирале. До сега, до пописот 2021 година, тие се на еден фалсификат начин попишувани во Република Македонија, од нивни браке, братучи, татко, мајке, така натаму. Сега ќе се попишат во диаспората, како што објаснив со Архимедовиот закон. Колку повеќе ќе се попишат во диаспората, толку помалку ќе се попишат во Република Македонија. Тоа е суштината. Зарем не сваќате дека сега со попишување на албанците во диаспората ние имаме комплетна слика, комплетна представа за таа албанска диаспора. Сега знаеме и ќоро и сакот од албанската диаспора, каде живее, каде функционира, каде се наоѓа. Можете ли да претпоставите колку е тоа битно и значено за македонските разузнавачки структури, да не знаат точно кој е каде од албанската диаспора, каде се наоѓа, каде се движи, со кого комуницира. Значи имате рентген слика на албанската диаспора. Прв пат во последните 70 години македонските тајни служби, македонска држава знаат се од А до Ш за албанската диаспора. До сега само претпоставувавме, до сега само нагаѓавме. Сега имаме конкретни податоци. Тие се попишуваат, а ние знаеме и каде работат,
и што работат, и што учат, и што има завршено, и какви им се становите, и каде се движат. Значи, рентген снимка на албанската диаспора. Значи, можете да претпоставите каков разузнавачки и безбедносен податок е тоа. Вие да имате комплетна снимка на албанската диаспора. И доаѓаме до бојкотот на пописот. Пред неколку дена во кабинетот на министерот за надворешни работи Бујар Османи е одржана средба. На таа средба присуства министерот за надворешни работи, директорот на државната статистика, директорот на агенцијата за иселеништво или агенцијата за наши кои живеат во диаспората, поглаварот на Македонската православна црква Додо Стефан, поглаварот на Католичката црква и поглаварот на Исламската верска заедница. Поглаварите на Исламската верска заедница на Католичката црква го прифаќаат пописот и велат нека направиме се пописот да успее во Република Македонија, посебно да успее пописот во диаспората. Поглаварот на Македонската православна црква Додо Стефан вели дека не постојат епидемиолошки услови да биде спроведен пописот во Република Македонија. И дека според негово мислење, како голем епидемиолошки стручњак, инфектолог, медицинско лице, доктор на ефективни науки и така натаму, тој смета дека треба да биде пролонгиран или одложен пописот во Република Македонија. Меѓутоа, знаете, во Австралија, почитувани гледачи, попишувачите не им доаѓа дома, те онлайн се попишуват, а во Австралија се попишени многу малку македонци. Не се попишени ни 2000 македонци. Непопишувањето на македонците во Австралија всушност покажува дека причините за неспроведување на пописот не се епидемиолошките мерки, туку причините за неспроведување на пописот е да се направи политичка криза. Сакајки или не сакајки, со намера или без намера, размислувајќи или не размислувајќи, Дедо Стефан влегува во процес на разнебитување на македонската држава. Дедо Стефан со своето однесување, ставајќи се да биде дел на бојкотот на пописот во Република Македонија, работи против македонската држава. Од интерес на македонската држава е да успее пописот во Република Македонија. А потоа ние ќе гледаме дали Заев, Шекеринска, Оливија Спасовски заслужуваат или не заслужуваат да владеат во Република Македонија. Гледате, сега се прави одредена операција кај што вие всушност интересите на одредена политичка структура, на одредени политички субјекти, на одредени политички групации ги ставате пред интересите на Република Македонија. Па тој е поглавар на Македонската православна црква. А тој не е поглавар на Македонската православна црква цртичка ВМРО ДПМН или цртичка Левица или цртичка некоја друга политичка структура која го бойкотира пописот во Република Македонија. Македонската православна црква во клучни моменти за македонската историја, за македонската државност, за македонската самобитност во овој момент, прави се да биде на спротивната страна од македонската државотворност. Дедо Стефан го облака од делото што го има облечено 1997 година, која како владика од Штип е вклучен во тој комитет на интелектуалци на ВМРО ДПМН, кој го формира Лјупчо Георгиевски после расколот со Борис Мејковски и 23 или 4 години подоцна, после оној негов срамен избор 1999 година, се сеќавате на зборовите на Додо Петар, како тој го толкуваше изборот на Додо Стефан, кој тамо беа Сашо Станинов, Валентина Божиновска, Љубе Бошковски, целата екипа на Лјупчо Георгиевски, кој го номинират, го избират и со кран го тронизира Дедо Стефан на чело на Македонската православна црква, тој Дедо Стефан, кој преспа 2 години, кој преспа 3 години, кој немаше став за ништо, сега има став дека не треба да има попис во Република Македонија. Па кој е улогата на Македонската православна црква? Еве во Македонија има тешка епидемиолошка ситуација. Зошто не се попишат македонците во Австралија? 90 и кусур илјади според пописот на Австралија 91 година, односно 2011 година, според Австралискиот завод за статистика, 2011 година живеат повеќе од 90.000 граѓани на Австралија кои имаат македонско потекло. Не се 2000 луѓе попишани заклучно со вчерашниот ден. Тамо не се попишат поради епидемиолошката ситуација, а вамо 45.000 албанци се попишани во Швајцарија. Значи албанците може да се попишуват, албанската заедница може да се попишува, исламската заедница може да работи на терен, Бујар Османи може да работи на терен, црковните лица нивни може да работат на терен, но Дедо Стефан вели дека не постојат епидемиолошки услови, како голем епидемиолог и инфектолог вели не постојат епидемиолошки услови да се спроведи попис во Република Македонија. Па каде да се спроведи попис? Во Австралија онлайн се попишуват. Во Австралија всушност се демонтира, се фрла бомба врз тезата дека пописот треба да биде одложен поради епидемиолошките ситуации. Тие онлайн се попишат. Всушност пописот треба да биде одложен да се направи политичка криза во Република Македонија. Македонската православна црква, сакајки или не сакајки, учествува во разгорување на политичката криза во Република Македонија. Јас не ја сакам оваа влада. Јас сметам дека оваа влада треба да падне.
Но прашањето кое си го поставам секој ден, дали сака македонска држава да падне? Да, ќе се согласиме, ќе постигнеме договор да падне оваа влада. Јас ќе бидам среќен да падне оваа влада. Ќе бидам несреќен ако дојде Мицкоски или ако дојде ВМРО да помане, но ќе бидам среќен ако падне Заев и ако падне владата на СДСМ. Но суштината е, дали со прљавата вода на владата, дали во легенот со прљавата вода, кај што се наоѓа владата, лошото работење, немање вакцини, сите афери кои се поврзани со македонската влада, дали со таа прљава вода која се наоѓа во легенчето, ние ќе офрлиме и детето. А детето е Република Македонија. Тоа е суштината, почитувани гледачи. Едно е да сакаме да ја срушиме владата, и тоа е легитимно. И јас сакам да падне владата. А второ е да ја рушиме Република Македонија. Со бојкот на државните институции на Република Македонија, тоа не се институции на Заев. Заев не ги донесе од Муртино тие институции. Тоа се подеднакво мој како што се и негови институции. Ние го гласаме. Јас гласам неважечко, вие гласате за одредени политички субјекти, одредени политички партии. Ние му даваме легитимитет. Ние можеме да му го земеме легитимитетот. Ама ако изгубиме Република Македонија, не можеме да ја вратиме назад Република Македонија. Тоа е суштината. Затоа немојте, урушејќи го Заев, што е легитимно, да правите нешто што е нелегитимно. После толку години сме добиле држава и ние да не бидеме во состојба 30 години да чуваме таа држава. Тоа е суштината. И да го прашам тој наш познат инфектолог, епидемиолог Дедо Стефан. Агенцијата за иселеници или Агенцијата за македонците или државјаните на Република Македонија кои живеат во диаспората, до оваа година од сите учебници, буквари, учебнички помагала кои ги праќа во диаспората, односно во странство, 75% се на македонски јазик, а само 25% се на албански или на другите јазици на луѓе кои живеат или потекнат од Република Македонија. И ако сега на пописот македонците го бойкотират пописот во диаспората, албанците не го бойкотират пописот во диаспората, туку масовно се попишуваат, што мислите, почитувани гледачи, следната година 90% од учебниците кои македонската агенција за селеници ќе ги праќа во диаспората, 90% од тие учебници ќе бидат на албански јазик и 10% ќе бидат на македонски јазик. Ако сега 75% од букварите, учебниците кои ги праќа агенцијата за селеници во диаспората се на македонски јазик, бидејќи такви се бројките, после овој попис, ако продолжи бојкотот на пописот следната година, агенцијата за иселеници 90% од учебниците што ќе ги праќа во диаспората ќе бидат на албански јазик, а 10% ќе бидат на македонски јазик. Тоа е суштината. Тоа е големата грандиозна игра. Грандиозна игра во еден негативен контекст. Сами кога си пукаме во ногата, сами кога си пукаме во двете нози, сами кога си пукаме во колената, во кичмата. Тоа е суштината на тој македонски синдром на самоуништување. Ние, бойкотирајќи го пописот, правиме се албанците во диаспората да биде 90%, а ние да бидеме 10%. И велите, еден друг попис, после 10 години тоа ќе го поправи. Вие мислите дека пописот 2031 година тоа ќе го поправи? Ако тие се сега 90% во диаспората, ако со бојкотот во Република Македонија пописот кој почна наредната недела, те испаднат повеќе од 30 или 35 или 40%, бидејќи македонците ќе го бојкотират пописот, вие мислите дека ќе го вратите тоа? Дека 2031 година на некој друг попис, кој некоја друга влада ќе го спроведи, албанците кои се сега 35-40% поради бојкотот на пописот ќе ги сведиме по 25 или по 20%, не, тоа е стекнато право, почитувани гледачи. Па тоа ви го каже и Христијан Мицкоски во интервјуто за Јанко Јади Бурек, дека не може да се чепка во стекнати права. Знаете што ќе се случи? Ќе се случи тоа што се случи со референдумот 2004 година. Ние никош нема да ги вратиме Струга и Кичево. Ќе ве лажат дека 2031 година ќе направат регуларен попис, но никош бројките на пописот нема да се вратат. Тие бројки што ќе бидат сега ќе останат 2031 година, бидејќи ако се вратат бројките ќе има конфликт во Република Македонија. Бидејќи тоа се стекнати права. Како што беше 2004 година, еднаш дадена Струга и Кичево никош нема да ги вратиме назад. Може да ве лажат на сите избори, никој не ја врати Струга и Кичево назад, нема ни да ги вратат, бидејќи тоа што еднаш е дадено, тоа што еднаш е загубено, никош повеќе не го враќате. И гледате што случува, почитувани гледачи сега. Вчера Димитар Апасиев гостува на Канал 5 телевизија. Гостува во емисијата Само вистина. Одедна снемува Струја. Снемало Струја, не снемало Струја, не е битно. Мито Димитар Апасиев добива плюс 40 минути на Само вистина да ги презентира своите ставови за бојкот на пописот во Република Македонија. Или неговата акција, немојте да отварате врата, да пољубат врата, тие што ќе додадат во попишот. И тоа е легитимно. Тоа е политички легитимно, секој може тоа да го прави, секој може тоа да каже, секој може да води таква кампања. Меѓутоа, одеднаш целата она структура која беше активна 2018 година, потоа стана умртвена, јас нема,
во изминалите 2,5 години за референдумот или бојкотот на референдумот, одеднаш истата таа структура се појавува на сцена за бојкотот на пописот. Но сега лидер на целата таа структура е Димитар Апасиев. Значи Димитар Апасиев е лидерот на операцијата да се бојкотира пописот во Република Македонија. Вчера Канал 5 телевизија, ако не беше лидер, го етаблираше, го тронизираше како лидер на таа акција за бојкот на пописот во Република Македонија. Рейтингот на Димитар Апасиев може да оди само горе. И додека Христијан Мицкоски пишува мудри мисли како Черчил, Димитар Апасиев му го зима теренот. Додека Христијан Мицкоски е ни риба ни девојка, собра 100.000 пописи за да ги чува дома како зимница, Димитар Апасиев му работи на терен и е промовиран во лидер на бојкотираме попис во Република Македонија. Вчера, после емисијата Самовистина на Канал 5 телевизија, Димитар Апасиев стана лидерот на бојкотирање на пописот во Република Македонија. Таа позиција не сега, туку во наредните 1 или 2 години, не може никој да му ја земи, најмалку Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски ќе пишува мудри мисли и ќе мора да го следи Димитар Апасиев. Зошто? Бидејќи иницијативата ја зема Димитар Апасиев, бидејќи си игра на сервис на Димитар Апасиев, а тој што знае да сервира, тешко ги губи своите гемови и своите сетови. Тоа го видовме и на Австралија Опен. Кога го поправи сервисот Новак Џоковиќ, се прошета во финалето. Го освои Гранд Слемот на Австралијан Опен. Тоа е сега Димитар Апасиев. Тоа е на сервис. Тој сервира. Сите други можат само да се бранат. Зоран Заев мудро одбра Димитар Апасиев, а не Христијан Мицкоски, да биде носител на бојкот на пописот во Република Македонија. И тука има битни рефлекси на политичката разврска во Република Македонија. Ите почини гледачи, Зоран Заев легнува и станува да му се репризира 2018 година. Кога Зоран Заев имаше најголема подршка од меѓународната заедница, 2018 година, и не ја искористи таа подршка. И сега со овој памет, така размислува предпоставам Зоран Заев, со овој памет тој сака да му се репризира 2018 година. Како ќе му се репризира 2018 година? Така што тој ќе биде за попис кој го поддржува и го бара меѓународната заедница. А Апасиев, таа структура на бојкотирам, и Христијан Мицкоски, ни риба ни девојка ќе бидат против пописот во Република Македонија. Со реприза на 2018 година Зоран Заев е на бел конј, бидејќи тој повторно ќе го има во свој раце клучот за НАТО и за Европската унија. Седојка Зоран Заев во свој раце го има клучот за НАТО и за Европската унија, Зоран Заев не може да биде соборен од владата во Република Македонија. Најмногу што може да се случи да биде формирана некоја широка влада каде што повторно на чело на владата ќе биде Зоран Заев. Зоран Заев пари и пари. По една тегла мамас, да не речам по една картонка мамас ќе ви даде на сите, само да му ја репризирате 2018 година. Да направите да имаме повторна репризна ситуација. Тоа што беше на 30 септември 2018 година и бојкотот на референдумот, сега да направите бојкотот на пописот. Бидејќи тоа му ги бетонира позицијата на Зоран Заев во меѓународната заедница. И што ќе направите вие? Па вие ќе го амнестирате Зоран Заев. Па можеби Зоран Заев има 100 договори со Али Ахмети. Можеби Зоран Заев му ветил на Али Ахмети дека ќе бидат 25, дека ќе бидат 30, дека ќе бидат 35%. Но со бојкот на пописот вие му давате амнестија на Зоран Заев. Вие го амнестирате Зоран Заев. Бидејќи вие ќе бидете виновни за се, можете ли да претпоставите машинеријата на Зоран Заев што ќе прави? Па и ова што се случи со Апасиев на Канал 5 е дел на тоа сценарио, дел на таа машинерија. Вие ќе бидете виновни ако Али Ахмети и албанците во Република Македонија, значи не во диаспората, во Република Македонија на пописот бидат повеќе од 30%. Нема да биде виновен Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев ме е молел да се попишите, а вие не сакате да се попишите. Значи имате ли представа каква грандиозна амнестија му давате, какво алиби му давате на Зоран Заев? И да се пазари, и да е уценат од Али Ахмети, вие му давате алиби дека вие сте виновни што албанците ќе бидат над 30%. Или над 35%, или над 25%, а не Зоран Заев. И му давате на таква грандиозна амнестија, што велам, тој е подготвен на сите по една кутија мамас на домашна адреса да ви достави. Почитувани гледачи, да направиме мала политичка анализа. Значи има две можности. Пописот да биде прекинат или пописот да биде спроведен. Ако пописот биде прекинат, тоа ќе падне Зоран Заев, ќе падне владата на Зоран Заев, тоа ќе имаме политичка криза во Република Македонија. Ако пописот биде спроведен, тоа нема да падне владата, туку владата ќе ги бетонира своите позиции кај меѓународната заедница. Гледате што се случува сега во Република Македонија. Никола Груевски беше напаѓан поради тие провизии за кинеските патишта, министерот за здравство Венко Филипче напаѓан поради кинеските провизии за вакцините.
Па имаме попис кој е прекинат во времето на Никола Груевски и на Али Ахмети и сега имаме обид или имаме операција за прекинување на пописот во време на Зоран Заев. Односно тоа се вика прекршено огледало. Или тоа што го гледате во огледало, да го гледате обратно. Тоа што се случило во време на Никола Груевски и било најштетно за Никола Груевски во време кога тој бил на чело на македонската влада, сега да му се случува на Зоран Заев. И знаете што е суштината на таа операција? Тие 3 или 4 или 5 години кога го напаѓа Никола Груевски за кинески провизии, за прекин на попис, за се и се што. На крај повторно Никола Груевски имаше 2 пратеника повеќе од Зоран Заев. Знаете што е хендикепот на таа стратегија? Што и сега со сите напади на Христијан Мицковски кон Зоран Заев, повторно Христијан Мицковски има 2 пратеника помалку од Зоран Заев. Таа политика која вие сакате да ја репризирате, бидејќи тоа го правил Зоран Заев, и всушност вие да покажете дека тоа што го правил Зоран Заев за да го собори Никола Груевски, сега го прави Зоран Заев и треба поради тоа да биде соборен, таа политика не ви носи победа. Не му донесе победа ниту на Зоран Заев, нема да донесе победа ниту на ВМРО-ДПМН. Таа политика тежи 2 мандати помалку за опозицијата во споредба со власта во Република Македонија. И тоа е тој струми концепт. И тоа го знае Зоран Заев. Таа е стратегија на нерешено. Ниту Христијан Мицковски да му води многу на Зоран Заев, 3 или 4%, и да падне владата на Зоран Заев, ниту пак Зоран Заев да му води многу на Христијан Мицковски, 5 или 6% на анкетите на изборите, бидејќи тогаш ќе падне Христијан Мицковски. Бидејќи тогаш ќе падне најголемата инвестиција на Зоран Заев. Тоа е суштината. Нерешено, со блага предност. Секоја СДСМ да победува за 10.000 гласа разлика. И секоја СДСМ да биде власт во Република Македонија. Знаете што е суштината, почитувани гледачи? Дали вие сте слушнале некога за операција каде што американската држава, Стејт департментот, калето или како да ги наречеме, работат на рушење на опозицијата? Не. Американците работат само на рушење на влади. Американците не рушат опозиција. Кога американците не ја сакат опозицијата, таа не доаѓа на власт. Не ја рушат опозицијата, ја остават да гние. И таква опозиција нема никогаш да дојде на власт во Република Македонија. Тоа се случува сега во Република Македонија. Па нема калето да тргне да го руши Христијан Мицковски. Калето ќе направи се Христијан Мицковски да не дојде на власт во Република Македонија. Ајде вратете се наназад и сетете се кога американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс му честита на Зоран Заев кога добива мандатот. Пред да почнат преговорите на Зоран Заев со Али Ахмети, значи не е формирана владата, а Кейт Мери Бърнс му честита на Зоран Заев дека ќе формира владата. Тоа е порака дека Али Ахмети не треба да коалицира со Христијан Мицковски, треба да коалицира, да ги намали своите барања и да коалицира со Зоран Заев. Што се случи после изборите на 11 декември 2016 година? Па калето направи се Никола Груевски да не ја формира таа влада. Иако беше 2 мандати разлика помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во корист на ВМРО-ДПМН, иако беше договорена владата помеѓу Али Ахмети и Никола Груевски, не беше формирана таа влада. Затоа и повторувам, американците имаат стратегија на соборување на влада. Американците никогаш немаат стратегија за соборување на опозицијата. Кога американците не ја сакаат опозицијата, таа опозиција не доаѓа на власт. Тоа е суштината, за жал. Се е работа на психологија, почитувани гледачи. И ако почнете работите не политички, не емотивно, туку психолошки да генерализирате, вие ќе дојдете до истите овие заклучоци кои сега ви кажам во оваа емисија. Вие толку го мрзите Зоран Заев, и можеби со право не е важно, но вие толку го мрзите Зоран Заев, што и да ви каже Зоран Заев, вие ќе направите обратно. И Зоран Заев излегува и ви вели: да, сакам да биде формирана голема влада по германски модел, помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, но без Христијан Мицковски. Ко Зоран Заев ќе ви каже без Христијан Мицковски, вие толку го мрзите Зоран Заев, што вие заинат на Зоран Заев, ќе сакате Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО-ДПМН до крај на неговиот живот. Па тоа го сака Зоран Заев. Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО-ДПМН до крајот на неговиот живот. Доека може да диши, како што вели Зоран Заев, Христијан Мицковски да остане на чело на ВМРО-ДПМН. Зошто? Бидејќи со Христијан Мицковски ВМРО-ДПМН не може да победи на избори. Максимум што може да постигне ВМРО-ДПМН да биде малцински партнер во влада која ќе ја води СДСМ или Зоран Заев. Тоа е суштината. И ко Зоран Заев ќе ви каже влада со ВМРО-ДПМН без Христијан Мицковски, тој игра токму на таа психолошка карта. Вие толку го мрзите Зоран Заев, што ќе направите се обратно тоа што ви кажа. Ако тој ви рече сменете го Мицковски, вие зинат ќе го ставите на чело на ВМРО-ДПМН Мицковски. Зошто? Бидејќи на Зоран Заев тоа му одговара. Го има под контрола Христијан Мицковски, тоа е негова најдобра инвестиција. Се дека Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН нема да победи на ниту едни избори. Јас, почитувани гледачи, никош не сум ви кажал и никош не сакам да ви кажам што треба да правите.
Дали ќе гласате на попис или нема да гласате е ваше право. Тоа е ваша одлука. Јас на моите деца не им кажам што треба да прават. Се обидам од мали да ги научам дека треба сами да носат одлука. Јас ќе ви ги дадам аргументите, ќе ви направам анализа, но одлуката е ваша и само ваша. И кога јас ќе ви кажам, не морате да го бойкотирате пописот да го срушите Зоран Заев. Многу полесно, многу поедноставно, многу поевтино е да го соборите Мицковски и да го соборите Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев нема да падне се додека Мицковски начело на ВМРО ДПМН. И тоа вас ве нервира, ве боли. Доаѓате се карате со мене и сите вие сте свесни дека тоа што ви го говорам е точно. Но јас не велам направете го тоа е ваша работа, не сум член на партија. Не сум член на ВМРО ДПМН, не сум ни член на СДСМ, не гласам ни за едните, не гласам ни за другите. Да, треба да има промена на власта во Република Македонија. Да, треба да се замени власта на СДСМ, но не смее да дојде власта на ВМРО ДПМН. За жал, не гледам трета опција. Би бил многу среќен да има трета опција, но ако вие како членови на ВМРО ДПМН сакате да го соборите Зоран Заев, тоа не може да го направите со Христијан Мицковски. Колку да ви е тешко тоа да го слушате, на крај на денот, по еден месец, по една година, по 2 или по 5 години, ќе дојдете и самите ќе станете свесни дека ова што ви го зборам е единствената вистина. Прво мора да го соборите Мицковски и потоа ко скапа на крушка, да не речем ко зрела крушка, ќе падне и Зоран Заев. Колку емисии имам направено дека албанците се по 20%. Веројатно 50 емисии. И те се реално по 20%. И ние што ќе направиме? Ке ме возможиме да бидат реално на 20%, бидејќи ние нема да се појавиме на пописот. Па колку ми е мене и вас тешко, тие 25% да седа дома, да клатат врата, да зимат плата во администрација. И сега, ако не излеземе на пописот, тие ќе станат 35%. Може би ќе станат и 40%. И наместо 25% да седат дома, да клатат врата и да зимат плата, сега има 40%. Кога ќе седат дома, ќе клатат врата и ќе зимат плата. И ако ми е тешко за 25%, за 40% или за 35%, ќе биде уште потешко. Дали ние, како сегашна генерација на македонци, сме спремни и таа глупост да ја направиме? Па толку ли можеме да сме неспособни еден попис бре у 30 години да направиме? За толку ли не бива? Па не терат пушка да земеме у рака. Не тера да име нешто да копаме или да изградиме. Избегавте од селата, избегавме сите од селата, бидејќи не сакаме да работиме. Се начукавме у Скопје, се начукавме во администрација. И мои пријатели, и мои роднини. Јас не сум, и тоа е. Тоа го кажам. Зошто? За да ништо не се помачиме. Се да добиеме од државата, ништо да не ја вратиме на државата. И ние не сме во состојба една обична операција во овие 30 години да направиме, без разлика дали е попис, дали си, без разлика што, а тоа да не го искомплицираме. Па да не мора да дој меѓународна заедница, па нешто да не мири, па нешто да ни кажува, па нешто да ни помага. Па зар може да сме толку неспособни, која генерација, све што ќе фатиме во рака да исушиме? Тоа е она што мене ме боли. Па ние со ништо не докажавме дека држава заслужуваме, па све што ни дадоа во рака не исушивме. Па нас да не пуштат во Русија, во тајгата, во Сибир, ќе го стопиме с неговот мразот кој не е стопен 1000 години. Значи ние све што сме фатиле сме уништиле. Сега ни една од оние шанси кои треба да покажеме дека тоа што ќе фатиме можеме да го спроведиме. И тоа треба да го направиме. Ваша е одлуката што ќе правите. Попишете се, не се попишувате, но и што да направите и одговорноста е ваша. Не е моја. Моја е да ви кажам. Јас толку имам да ви кажам, почитувани гледачи. Тоа што го мислам, тоа го кажам. Јас не се кријам. Тоа што јас го размислувам, тоа што сакам да го правам, јас ви го соопштувам. Вие точно знаете, после првата минута, во било која емисија со мене на што сте, кој е мојот став, за што се залагам, за што се борам. Јас не се кријам зад некој. Излагам пред вас 70, 80, 100.000 колку ќе гледате оваа емисија и ви кажам што јас планирам да правам. Зашто планирам да го правам и што очекувам на крај на денот од тоа што ќе направам. Јас не очекувам некој дојде да ми рече браво, или да ми стави некоја значка тука, или да ми дави некој орден, или нешто да добијам, некој тендер или било што. Ја работам на YouTube. Колку ќе заработам на YouTube, толку ќе можам да правам емисии. Никој не ме плаќа. Бидејќи никој не ме плаќа, на никој ништо и не должам. Ви должам само вас што ме гледате. И само од вас што ме гледате зависи што колку ќе трае емисијата во Центар, а јас се надам дека ќе трае уште многу долго. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ако ви се допадна оваа емисија, се гледаме во недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија. Каде и да си.